Почитувани, новата влада на СДС, начело со Зоран Заев и генералниот секретар Драги Рашковски, длабоко загазија во незаконски действија, со нелегалните разрешувања на професионалци и именување на некомпетентни кадри во сите институции. Почитувани, ова не е констатација само на ВМРО ДПМН. Напротив, вчера и Државната комисија за спречување на корупцијата го потврди истото. СДС и Рашковски, за да најдат оправдување за неспособноста на нивните партиски функционери, почнаа вината да ја префрлаат на професионалците вработени во институциите. Преку класичен мобинг, базиран врз политичка дискриминација, им се закануваат на сите неистомисленици и се обидуваат да креираат атмосфера за нивно отпуштање од работа. СДС реализира партиска чистка согласно ветувањето на Зоран Заев дека ќе избркаат буквално се, од хигиеничар до директор. За да ги реализира ваквите незаконски действија, Драги Рашковски си го ангажираше сопствениот кум како правен консултант. Јавноста уште чека одговор на прашањето во каква постапка и кој ја избра адвокатската канцеларија на кумот на Рашковски за да го застапува генералниот секретаријат. Граѓаните на Република Македонија имаат право да знаат колку нивни пари му се префрлили на кумот на Рашковски и за која цел тоа е сторено. Граѓаните треба да знаат зошто се ангажира адвокатска канцеларија која чини пари, и тоа народни пари, кога генералниот секретаријат на владата има собствена правна служба. Почитувани, вработените во генералниот секретаријат и во сите институции низ државата се во секојдневен грч и страв од тоа што следува утре. Тие се исплашени од оваа политичко правно цунами кое е управувано од Заев и Рашковски. Цунами кое за жал ги зафати сите и институции во државата. Владата на СДС и Рашковски, за да отворат работни места за нивните партиски послушници и така наречените кадри од шарениот невладин сектор, прави директен удар врз припадниците на помалите етнички заедници кои се вработени во тие институции, како турската, српската, бошњачката, ромската и влашката заедница. ВМРО ДПМН предупредуваше, а и сега предупредува, дека во изминатиот период се направени сериозни прекршувања на законите, со разрешувањата и именувањата на членови на управни и надзорни одбори и со незаконското разрешување и именување нови директори во институциите. Направени се прекршувања на законите во илјадници случаеви, придавање на откази и уназадувања за по неколку скалила надолу на јавните службеници во институциите, иако знаат дека тоа е спротивно на законот за административните службеници. Направено е грубо прекршување на членот 8а од изборниот законник, а прекршен е и законот за спречување на корупцијата. Потврда на ставот дека Рашковски и СДС владеат со политичко насилие е и вчерашната седница на Комисијата за спречување на корупцијата, каде против генералниот секретаријат и против Драги Рашковски поведена е постапка за одговорност. Причина за поведување на оваа постапка против Рашковски е поведувањето на дисциплински постапки, суспендирања и откази доделени по распишувањето на локалните избори, со што грубо е прекршен членот 8а од изборниот законник. Според комисијата, 32 вработени во владата на Република Македонија поднеле приговор против генералниот секретаријат на владата, во кој приговор се наведува дека генералниот секретар Рашковски на различни датуми по распишувањето на локалните избори до формираната дисциплинска комисија испратил селективни предлози со кои се бара мерка престанок на работен однос на неколку селективно определени државни службеници вработени во владата. Ова е директна потврда дека Рашковски носи одлуки кои се спротивни на законот и на кои на крај ќе треба да ги плаќаат граѓаните на Република Македонија. СДС и Рашковски треба да знаат дека секое незаконско работење и прекршување на законот ќе биде ревидирано и санкционирано. Од нивната ароганција не сваќаат дека нема вечно да бидат над законите. Со нивното заминување од власт ќе се врати правната држава и секој ќе сноси одговорност за тоа што го правил. Ви благодарам на вниманието.